скоро. Дојди, мили Исусе, во моево срце. Дојди, мили Исусе, во моево срце. И еве ке дојдам скоро, и со мене отплата. Секому ке дадам според делата, колку љубов во срцата. Секому ке дадам според делата, колку љубов во срцата. Татко мој небесен, се враќам пак кај тебе. Татко мој небесен, се враќам пак кај тебе. Слава ти, Господи Исусе Христе. Татко наш кој си на небесата, да се свети името Твое, името Негово Исус Христос. Да дојде царството Твое, кое нема крај. Да биде волјата Твоја, Негова волја, не мојата. Силата, царството, волјата се Негови. Да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја. Лебот наш насушен, дај ни го денес и простини ги долговите наши, како што и ние им ги простуваме на нашите должноси. Важен момент е да простуваш. Да не осудуваш, да не бидеш суден. Бараш помош од Него за секоја ситуација. Ете, пишано е да се молиш за непријателот, да го благословуваш оној што те колне. Да ви намножи Господ Исус Христос се според мерката на срцето. Секако, благословот станува проклетство. Ако тој нема љубов, ти враќа со лошо. На платата чука. Ќе дојде време да платиш крвта ваша на главите ваши. Ние гледаме дека светот се урима во војна во Израел. И ако ги читате оние пророчки слова, дека камен на камен не ќе остане, да бегате по планините. Слава ти, Господи Исусе Христе. Овде сум во Мавровската агора. И денеска зборува низ мене Татко мој, Господи Исусе Христе. И денеска водиме, управувај, научиме, исполниме со полна радост. Полна радост, радоста да ви биде полна. Радувајте се и пак радувајте се. Првите зборови на Исус на жените што им се објави, на Марија Магдалена и незините сотруднички беа радувајте се. Радувајте се. Значи, поголем број работи во светот не зависат, не се условени од тебе, ни од мене. Кога ќе го разбереш тоа, знаете, светот е поголем од тебе. Светот, тој што го владее светот привремено, е исто така падната природа, но е духовна сила. Има повеќе сила од тебе без Исус кога си, но ти си се уште телесен и затоа ти е нужен Исус Христос, да ја примиш силата на љубовта, која никогаш не престанува и која е вечна. И тоа е силата која може да преобрази се, да направи се. Затоа ти е потребен Исус. Не можеш самиот да се спротиставиш. Не заборавајте светот. Свет се ветва, ветви, нешто се изветвува и свето нешто се осветува, нели? Да раскрсница на зборот. Светот е поголем од тебе. Е падната природа, наречена долина на сенка смртна. Минлив привреден свет кој ќе запомне низ оган. Значи, потребен ти Исус да не те однесе сатанската стихија кога ќе надојде, да те потопи, да те погуби во гревот. Сатаната сака да те натера да вратиш со лошо. Ќе видите сега ја што ќе направам и правиш нешто лошо. И те врзува потоа за некои вечности, додека не кажеш блажен и оној што доаѓа во името Исусово, додека не се покаеш. Само со Исус Христос се победува сатанскиот паднат свет. А тебе те измачува светот, неправди, нема закон, беззаконие, љубомора, завис, лажење, крадење, замисли, неправди, желби, имаш роднини, ситуации во кои се вртиш и не можеш да ги решиш самиот. Ти се вртат со денови, верглашно празно, како некој мотор што е заглавен во калта, не може да излезе самиот.
Потребна е силата на духот. Тоа те мачи. Знаете, с кои не можеш да ги решиш еден ден, еден ќе натера во бегство 1000. Пишамо е. 20-10 000. Тоа се луѓе што се во Исус Христос со силата на духот. Дали ти имаш сила на духот да натераш во бегство? Демони, што ќе натера? Демони, духови на злобата, сатанска непријателска сила, поднебесните сили на злото на овој век, управители на темнината, управител на темнината. А Исус вели, кој врви по мене, нема да оди во темнина. Нема да одиш ти во темнина. Ќе биде светлина на светот. Имаме случај кога една сотрудничка, неја да раскажа приказната, значи во сон ја фаќа некој као свештеник, ја носи во некоја црна црква, во темна и вика, ајде, нека олтарот таму да се поклони. И го слуша мојот глас, значи се јавува и вели, моја е ова, наша е ова, бегај, наша е. И ја фаќам за рака, ја тргам, значи покажува да не се плаши. Друг сон исто така, друга сотрудничка, сонува дека треба да го исчистиш срцето, ман да изборува мојата сопруга. Значи, да ти покажува дека не сме тоа ние. Покажува дали си во вистинското место. И таа потоа се исповратува, се исчистува и денеска има сведоштво, служба, служи, се моли и расте во духот. Значи, непријателска сила сатанска која сака да те урне, те држи врзан во сатански пранги. Тоа се желби, мечти, поврзано со светот, твоја правда, твоја одмазда, твои замисли да покажеш кој си и што си. Светот е суров, те ничкосува. Кратко време го владее сатаната. И ако му се поклониш, може да ти даде власт над светот, кратко, одредено време. Така тие се тие световни владители што го владеат светот. Тие се тие. И затоа се тие слуги поднебесни, например, председател на држава, вели дека мора да се покориме на силите на светот. Тоа е сатанско. Оди на собир на една земја, може би е тоа вашата светски економски собир, кај што се тврди дека Исус е лажна вест, дека тие ќе си направат олтар, ќе си направат свој Бог. Пазете, тој оди таму, а те представува тебе. Не сум ти дал мандат за тоа, немаш право. Ако си ти сатанска чедо, замини си, ние му припаѓаме на Исус Христос и Македонија му припаѓа на Исус Христос. Не е за сатаната и смртта, додека има еден праведник, Македонија ќе постане. Значи, ќе ти даде сатаната ако му се поклониш власт над световни минливи вредности. Кратко време, само со Исус во срцето, кога Исус пребива, влегуваш во вечен живот, влегуваш во љубов, во радост која никогаш не престанува. Да, брате, цитат, да го добијат од тебе, кој е тој тебе, ти некој сотрудник во Господ Исус Христос, она што го молам, зборува Духот, она што го молам, развесели го срцето мое во Господ. Филимен 1:20, значи тие треба да го добијат тоа, да им го дадеш Исусовиот мир, дојдете при мене сите изморени и обременети. Исус вели, повиќе тоа, и јас ќе ве успокојам, да им го дадеш тој мир, да видат дека имаш мир, дека имаш љубов, дека имаш трпение. Треба да добиеш од Исусов сотрудник сведоштво за Исус Христос. Тоа што го моли некој сотрудник, односно Духот на Отецот, да добиеш сила Исусова, Дух Исусов, да ја примиш сета радост, да ти се развесели срцето. Има војна во Израел. Знаете, војна во Украина, сатаната доаѓа по своето. Што повеќе луѓе да натера во грев, знаете, но ти остануваш во Исус, тој да те води, да не те да вовлече во осудување, да те врзе сатаната во пранги, за да се справиш со неправедниот свет. Пазете, луѓето се лоши, себични, немаат љубов без Исус. Крадат, лажат, навредуваат, колнат се, закануваат. Тебе ти е нужно да го запознаеш, да го возлюбиш Исус вистински, со сето срце, сета душа, сиот ум, сеот разум, сета сила, не само со умот. Ним им се осквернати и умот и совеста, тие без Исус. Тие зборуваат дека го познаваат Бога, а со делата своји го одрекуваат, бидејќи се одвратни,
покорни, неспособни за никакво добро дело. Тит 1:15-16. Видете, зборува за луѓе кои мислат дека се во Господ. Едните мислат дека ако одиш во црква правиш некои ситни обредчиња еднаш, два пати годишно, три пати. Не е важно кога, некој само проминува и се прекрстува со раката. Другите со цитирање стихови, а не ја извршуваат љубовта. И ти доаѓаш до клучниот момент како да вратиш. Ако некој те удри по десниот образ, заврти му го и другиот. Дали да се спротиставиш, затоа е важен Исус да ти покаже да не враќаш на злото со зло, љубовта не го помни злото. Но знаеш, размислуваш до каде, ставаш ограда и вериш, јас му припаѓам на Исус Христос, бега од мене Сатана. Краде, лаже, па се заканува уште. Имам еден влез во центар на град, може би е тоа мојот влез, не знам, во дух или во тело. Во строгиот центар, доле вратата е скршена, нема струја, лифтот е подзакршен, на втори спрат, например, нема прозори, кровот има некои проблеми, се запушува, го чисти само еден човек. И сега некако успеавме да направиме фирма, средствата ги држеше еден човек, никој не знаеше дека има пари. Имаше преку 2000 евра, може да направи врата, струја се, ништо не прави он. Он си пие и од време на време гледаш трагите на неговото пијанство, низ влезот во течност. Знаете? И сега да правивме фирма, почна да се закануваат. И успеа да ја набрка фирмата, најде таму едно влакно, реската во окото, имала лиценца, нема. И парите си ги префрли пак на своја сметка и не го известува влезот и сега доаѓа моментот, значи да ви кажем како се действува. Дали додам да ги пријавам по управа за приходи во таа агенција која се однесува на влезови, или да оставам Исус да те укори, чекам водство. И гледате, нема да се промени таа состојба. Нема да се промени. За жал, тоа е целата. Значи, осквернат ум, своја волја, нечиста совест, сатанска природа. Ти судиш, не простуваш, решаваш за себе. Суета, болен човек, зборува за Господ, а со дела го одрекува. Фарисеи. Уште ја замеша и црквата дека сме ние во Исус. Па тврди дека јас сум крадел од влезот, јас немам никак допир со тоа. Парите се кај нив, во фирма па пак кај него, на приватна сметка, тоа е кривоклесно, да речам, против законско. И суди против Исус, и му се развикав и му реков, немој да хулиш на Исус, имаш деца, семејство, свадбата е готова. Се исплаши многу, но пак се врати. Но поканетите не беа достојни, Матеј 22:8. Треба да бидеш достоен. Достоен, значи светот не зависи од некои работи. Не можеш да го исправаш светот, можеш да спасуваш луѓе. Ако нема луѓе што сакаат нешто да променат, знаете, имаш зграда нова, ја губиш зградата. Поради договор со сатанат, остануваш во бараки кои се распаѓаат и се канцерогени. Свадба. Што да направиш? Да ги земеш, да ги тепаш? Си зборувал, си бил гласот во пустината. Луѓето седат во истата кал. Свадба е твојата врска со Исус Христос, значи свадбата е готова. Поканетите не беа достојни. Свадбата е готова, но поканетите не беа достојни. Матеј 22:8. Свадба е твојата врска со Исус Христос. Дали достојуваш во него? Дали го љубиш? Знаете, свадба е направена кога некога се сакаат младите. Има една љубов која ги влече до одреден момент, кога ќе почнат првите проблеми сатански, да си остварува секој својата волја и својата замисла. Чувајте се од квасот фарисејски и садукејски, Матеј 16:11. Важен момент. Тоа е телесно учење за Исус. Земни телесни цркви, деноминации, без обврски, да вршат дела на љубовта. Значи, фарисејот говорат, а не извршуваат. Народ кој со устата своја и со устните ме почитува, а срцето него е далеку од мене, вели Исус. Не мислете, треба срцето да ти живее Исус. Народ кој со својата уста ме почитува, но срцето негово е далеку од мене, но напразно ме почитува, учејки со човечки учења и заповеди. Матеј 15:8-9, значи празна почит кон Исус. Без вистинска свадба, без љубов, без соединување во љубов, ако љубов немам, немаш ништо. Ништо не си. Го немаш ништо, зашто тие говорат, но не извршуваат. Матеј 23:3. Внимавај да не бидеш од тие што говорат, а не извршуваат. Полна уста стихови, цитати, обреди, ваква, таква, црква апостолска, ние, пакви, нашата, вашата.
крстени, спасени, не знам што прават, слави, рипаат, скокаат, говорат за Исус Христос полна уста, совети, поуки, стихови, а не ја извршуваат, не ја живеат. Таа Исусова љубов нема доволно. Немаш доволно љубов. Твојата љубов е чувство, неговата е вечност и природа. Ете, тоа треба да го научиш од чувство на љубов, да пременеш во љубов на природа. Пишано е да не се нарекуваме учители. Зашто еден е вашиот учител, Христос. Еве, овие текстови, тој ми ги праќа, јас само ги запишувам, јас сум само сад. Вие сите сте браќа 23:8. А тие од човечки учења препишуваат, раскажуваат, па им праќаат, основат мали, например, заедници. Едните со канони се занимаваат со македонската обредна народна култура од неолитот и антиката, внесени во христијанството, цар Константин на третиот собор во Никеја. А другите од богомилското учење кој избега од Македонија, зашто ќе ги потепаа сите во тој протестантизам, каде што тие праќаат учители со нивни пари, се основаат мали гранапчиња овде, заедници, кои мора да го проповедаат тоа што го кажува таму некој друг. Кој е тој друг, тој што ги дава парите, кој е тој што ги дава парите, дали му дозволи Исус да се насели? Па прашај се сами од себе, во твоето срце, свадба, да му бидеш ученик. Значи, ученик да му бидеш дете кое е зависно од отцот, сакаш да учиш. Имаме деца, не ќе да учи, плаче, се мачи. Дали сакаш да учиш, да те научи? Што да те научи? Па да љубиш, светот е неправеден, нема мир и љубов во него. Да те научи да ги љубиш сите, да те научи како да зборуваш. Тој ќе ти каже, кога ќе ве приведат, не грижете се што или како ќе говорите. Духот на мојот Отец, на вашиот Отец, ќе говори низ вас, те сакам Господ Исусе Христе. Значи, нема мир и љубов во светот. Стојан Герасимов од Пиринска Македонија, од село Клуч, таму е пастор во Баптистичка црква во Пиринска Македонија, Република Бугарија, кои се христијани православни, не ги признаваат православните македонци, иако вршеле злосторство, биле со фашизмот. Па така имаме случаи со Грчката црква, па Црногорската, Српската, Украинската, испокарање меѓу себе. Ке ве познаат дека сте мои ученици ако се мразите меѓу себе. Не, ако се љубите, значи не сте негови ученици. Бегај од човек раздорник. Еве го стихот. Откако ќе го посоветуваш еднаш или два пати, знаејќи дека таков човек се изопачил, греши, дека се осудил сам себе, ти 3:10. Рамера бега од човек раздорник. Ете, тоа е тоа. Ставаш ограда, марш, например, му велиш Господ тебе ќе те урне, или ќе те урнам, тебе ќе те направам, Господ тебе ќе те урне, зиду варосен крвта твоја врз главите ваши, она што апостол Павлин го кажа. Човек кој се изопачил греши, дека се осудил сам себе, ти 3:10. Друг препев, оние што изопачено ја проповедаат верата. Предупреди ги еднаш два пати, а потоа остави ги. Знаеш дека тие се изопачени со своите гревови, самите се осудиле, ти 3:10. Луѓе кои не сакаат да се променат и ќе те труе со истото. Знаете, замисла сатанско до крај ќе пропадне. Сатанска тврдоглава природа зборува за фарисеи, световен квас, според себе си, кои живеат, зборуваат за Исус, а не ја живеат свадбата во заедништво со Него. Не го љубат, си живеат според себе си и гревовниот минлив свет. Гревовниот минлив свет. Цитат Јован 2:6, кој вели дека во него пребива, 1 Јован 2:6, должен е да постапува така како што постапи Исус, 1 Јован 2:6. Благословувајте ги оние што ве колнат, молете се за оние што ве навредуваат и гонат. Молете се за непријателите своји. Постапки и однос кон сатанскиот свет на ист начин како Исус Христос, низ филтерот на љубовта, низ водства на духот. Оној што тврди вели дека е Божји Исусов, човек треба да го следи примерот на Исус. 1 Јован 2:6, треба да го следиш примерот на Исус, да постапуваш како Исус, да живееш како Исус, да љубиш како Исус, да действуваш како Исус. Што значи тоа? Духот да действува, не ти. Ти да бидеш само сад за свечена или секојдневна употреба. Да научиш да исполнуваш неговата волја, да примиш полна радост, полна сила. Радувајте се и пак радувајте се. Те сакам Господ Исусе Христе. Кој вели следбеништво со трудништво во љубовта, да сакаш да работиш за Царството Божјо, да го бараш најнапред Царството Божјо и сека ти се придодаде. Кој вели го
познавам ја Исус, да, а заповедите негови не ги чува, тој е лажливец. И во него нема вистина. 1 Јован 2:4. Го нема Исус, ја нема љубовта. Слава ти Господи Исусе Христе. Кој го пази словото негово, во него Божијата љубов на вистина е совршена, те усовршува. Ќе видат луѓето дека ти си се промени. Ќе ти кажат, имам безброј примери, според постапките. По тоа знаеме дека сите сме во него. 1 Јован 2:5. Да бидеш во него, тоа е целата суштина, во неговата љубов. Да му дозволиш он да ги врши делата, он да решава, он да каже, Исус да те укори. Имаш 3 елементи на одбраната. Едното е бегај од мене Сатана во името Исусово, значи да не му дозволиш на човек раздорник. Греши еднаш, 2 пати, 3 пати. Другото е Исус да те укори. Третото е јас му припаѓам на Исус Христос, бегај од мене Сатана и не се враќај повеќе. Прости им татко. Третото, прости им татко. Не знаеш што прават, ти се молиш за непријателот твој. Господи Исусе Христе, предавам се што имам во твој раце овој дом, мојата душа, тело, целата заедница, се што имаме твое, семејството. Им простувам на сите, никого не осудувам, се покајувам за секој греф и гревовите на моите предци, ја прифаќам твојата волја во мојот живот, ја враќам и Македонија во твоја собственост. Да дојдеш во Македонија, да ни помогнеш, ако има еден праведник, дали ќе ги спасиш македонците. Твојот мир да се всели во секое срце, се што не е од Исус да се замине од секој еден од нас, се што е од Исус нека остане. Со прстот Божи и раката Божја заповедувам, бегај од нас Сатана во името Исусово, ги раскинувам сите пранги што Сатаната ги фрлил врз секој еден од нас. Господи Исусе Христе, ти го давам срцето, да имаш каде глава да подслониш, да ја примам твојата сила, твојата љубов, твојот мир, љубовта која покрива многу гревови и која е вечна, и која никогаш не се опира. Ете, сакам да бидам дел од таа љубов. За секогаш Исус, на секаде Исус, во секое срце Исус, од земјата до небесата, Исус и само Исус е. Не за Сатаната и смртта, да за Исус во секој еден од нас. И во Македонија, на Македонскиот полуостров. Амин. Доаѓам скоро, дојди мили Исусе во моето срце. Дојди мили Исусе во моето срце. И еве ке дојдам скоро, и со мене отплата, секому ке дадам според делата, колку љубов во срцата. Секому ке дадам според делата, колку љубов во срцата.